Македонската машка ракометна репрезентација се пласираше на Европското првенство во Данска, што следната година ќе се одржи во оваа земја. Нашите најдобри ракометари на домашен терен ја прегазија селекцијата на Португалија со 26-19. Избраниците на Ивица Обрван во преполниот спортски центар Борис Трековски во Скопје го демолираа составот од Пиринеите и му се реваншира за поразот на првиот меч одигран во Португалија. Кирил Лазаров со 9 голови беше предводник на нашиот напад. Го следеа Миркуловски со 7 и Стојлов и Темелков кои постигнаа по 3 гола. Голманот Борко Ристовски забележа 13 одбрани. Македонија во Данска ќе има задача да го надмине историското 5-то место од Европското првенство во Србија. Триумфот над Португалија ќе остане запаметен и по Стевче Алушевски, кој го одигра својот последен надпревар за репрезентацијата со што и официјално замина во пензија. Италија и Шпанија забележаа победи во првите надпревари на Купот на конфедерациите што се одржува во Бразил. На Маракана во Рио де Жанеиро Италија го совлада Мексико со 2:1. Пирло го отвори резултатот во 27-та минута и на најдобар можен начин го прослави својот јубилеен 100-ти надпревар за репрезентацијата. Мексиканците израмнија со голот на Чичарито од пенал. За триумф на европските вице-шампиони се поручи напајачот на Милан Марио Балотели со голот во 78-та минута. Актуелниот европски и светски шампион Шпанија славеше исто така со 2:1 во дуелот со Уругвај. Целосната доминација на теренот ја материализираше Педро Родригес по 20 минути игра, а во 32-та минута солдатот големина 2:0. Почесниот погодок за Уругвај беше дело на Луис Суарес во 88-та минута. Вечерва се игра вториот дуел од првото коло во Б групата каде се среќаваат Нигерија и Тахити. Светскиот шампион во MotoGP Хорхе Лоренсо од Ямаха триумфираше на Гран При трката на Каталунја во Барселона. Ова е трета победа на шпанецот од почетокот на сезоната, откако претходно беше најбрз на патеките во Катар и Индија. Лоренцо стартуваше од третата позиција, но уште во првиот круг ја предводеше колоната и не допушти никакво изненадување. Дани Педроса пак успе да го задржи второто место во битка со Марк Маркес. Четвртото место го освои Валентино Роси од тимот на Ямаха пред Брадл, Смит, Давициозо и Еспаргар. Недобрата десетка ја комплетираа Едвардс и Пиро, кој во прамак Дукати беше замена за Бен Спис. По 6 извозени трки води Дани Педроса со 123 бодови, 7 повеќе од Лоренцо, додека Маркес е трет со 93 бода. MotoGP шампионатот продолжува на 29 јуни, кога на патеката Асен ке се вози холандското Гран При. Сан Антонио Спарс поведе со 3:2 во победи во финалето на NBA лигата против актуелниот првак Миами Хит. Синоќа пред своја публика Спарс се забележаа победа од 114-104. За прв пат сезонава во стартната петорка се најде Ману Џинобили, а тренерот Грег Попович не сгреши во таа одлука. Стартерите на Сан Антонио во својата фантастична вечер од заеднички 107 поени беа предводени од Тони Паркер со 26 поени, а по 24 дадоа Дени Грин и Ману Џинобили кој имаше 10 асистенции. Данкан ги следеше со 17 поени и 12 скока, а Ленард додаде 16 поени и 8 скока. Гостите од Флорида немаа сили за последно враќање во игра во самиот финиш, кога Паркер со своите поени на 1 минута до крајот и Грин со својата последна од вкупно 6 тројки ставија точка на триумфот на својот тим. Вейт и Джеймс со по 25 поени беа најефикасни во редовите на Миами Хит. Реј Ален беше одличен од клубата со 21 поен, а Крис Бош заврши со 16 коша. Бранителот на тронот се наоѓа во ситуација кога мора да слави доколку сака да остане во игра за мајсторката која доколку се случи ќе се игра во Миами во четврток навечер, а следниот шести надпревар се игра утре вечер исто така на Флорида.